Добредојдовте во првото издание на Надкаст. Имам чест овој Надкаст, подкаст игра на зборови, нели, да го отворам со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Добредојдовте. Добро вечер, добро најдов. Овие денови сте турбо терористички кели, мафијала, Коза Ностра, нели, Дуќанџик, Грчец, политичари корумпирани до максимум, судство на колена. Ова е само кроки приказ, нели, на сите акции кои што беа деновиве, за кои што ќе одиме детално во текот на надкастот, но главното прашање е она што и вие го начнавте на таа пресконференција. Побогу, министре, што работела минатата влада? Добро прашање, но вистина, и јас се чудам што работеле. На вистина, Како дојдовме до ова дереџ? Ова е очигледно дека многу малце работеле, ева да бидам бака по воздржан во коментарот, да не речам ништо не работеле. Особено се гледа дека не работеле во делот на борбата против организираниот криминал и високата корупција. Тука гледаме дека многу слабо работеле, но од една страна да речем дека тоа ни ги отежнува работите, заради тоа што ќе види јавноста во иднина дека имаме многу голем број на случаи кои што ќе се процесуираат во иднина. Ова беше само почеток. Ова беше само почеток од она кое што да речеме дека созря за да може да се процесуира. Она кое што ќе следи и во иднина, наистина ќе ја дополни тезата дека овие претходно ништо не работеле, а ги имале информациите и претходно. Дел од овие предмети кои што ги работиме ги имале и претходно како информација, да речеме, во одредена фаза. Зошто не ги процесуирале? Зошто не превзеле соодветни действија? Зошто не истражувале? Зошто спиеле? Зошто молчеле? Тоа се многу добри прашања на кои што секој треба да се даде одговор. Но факт е дека организираниот криминал и високата корупција си цветаа. Факт е дека они добро познатиот принцип на јавноста како до сега си функционирал одлично од аспект на сето на кое што е во нивен лукративен интерес, ама нажалост тоа не е во интерес на Македонија и на македонските граѓани. Сега ние покажуваме едно ново лице, покажуваме еден друг начин на борба против криминалот и народот едноставно може да види дека има разлика. Има разлика од тоа што било претходно и тоа што е сега. И навистина можам да кажам дека и покрај тоа што е многу тешко. Реално во еден дерогиран систем од сите страни, јас употребив еден символичен приказ во рамки на синонимот дека колку и да посакуваме да држава функционира како швајцарски сад, нажалост ја начекавме како швајцарско сирење. И тоа особено се покажа во функционирањето и на Министерството за внатрешни работи, а и на сите останати институции. Но разликата се гледа во тоа што сега има резултати. Има постапки, има докази, има факти кои што се обелоденуваат на јавноста и сето тоа е во насока на борба против организиран криминал и висока корупција. Јас не памтам, исто како што не памтам, дека некогаш досега во историја на Македонија инфлагранти бил фатен еден врховен судија и еден член на Советот на јавни обвинители како учествуваат во матни сделки, злоупотребувајќи ги позициите кои што ги имаат, па и да се признаат за тоа, па и да имаме правосилна пресуда затворска за судијата, истојот да е отстранет од вршење на професија, јавниот членот на Советот на јавни обвинители повеќе да не е дел од институциите. Така не памтам дека во еден ден, било кога, во Македонија, еве да речем од независноста па навака, вакви три огромни акции биле спроведени од страна на Министерството за внатрешни работи во соработка со едната со основното јавно обвинителство, другите две со обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Еве вие ако памтите, може би имате подобро искуство и памтење од мене, слободно споделете. Баш би сакал да дебатираме на таа тема, да направиме некоја
некоја компарација со тоа. Дали не само Така. оваа влада претходнава, туку било која друга влада во минатото дека во еден дел спровела ваков тип на сериозни кривични постапки и при тоа да речеме дека да имаме успешност во рамки на ситите во делот на она кое што е наша работа. Само 26-та година ја терам во новинарството, така што не да ве фалам, но навистина не се случило вакво нешто и токму тој феномен на нешто што беше изненадување, да не се лажеме за народов, кој што 7 години по сите оние нели изживувања и гнев и беш што се собираше, срамот, резивот пропратен со владењето на претходната влада, сега добивте поддршка не само од политичари, добивте поддршка од потпредседател на СДСМ Јовановски, добивте од редица новинари кои што беа и од албанскиот блок и од македонскиот, експерти, да не зборуваме, но најочебина е поддршката на народот. Дали толку вриело кај луѓето, за да кога видоа што се случува и со кого се случува, и тоа е многу битно, да не се лажеме, имате неверојатна поддршка. Сега да направите анкета, ја мислам ќе обори рекорди 80-90 на 100, ако не се лажам. Секој е за. Луѓе кои што се Да. сакаат Македонија и очекуваат Македонија да чекори напред, нели да биде европска земја како што и заслужува, има и од лево и од десно. Луѓе кои што се спремни да се жртвуваат за Македонија. Има и во редовите на, верувам дека има и во редовите на левите партии и во редовите на десните партии. Но најбитно, ако мене ме прашате, е поддршката на народот, поддршката на огромното мнозинство на луѓе кои што навистина од срце сакаат оваа држава. И едвај чекаат да видат разлика од она кое што беше како до сега. И јас сакам да видам разлика од она како што беше како до сега. Во секој еден сегмент. Така да желбата на луѓето да живеат во една нормална држава е многу искрена и многу реална. Тоа е желба која што секој еден македонец, албанец, турчин, влав, ром, србин, бошњак има во Македонија. Видите, нашите граѓани живеат многу години овде на нова убаво парче земја. Огромен дел од се честни луѓе кои што честно си го заработуваат парчето леп. И тие се тие кои што го полнат буџетот на оваа држава. И не сакаат да бидат крадени од страна на политичарите кои што до вчера тоа го правеа како, знаеш, она одрака им одеше да ја плечкосуваат држава. Едноставно ги биваше за тоа. И со ароганција. Со ароганција, со многу лажење, безкомпромисно го правеа тоа. Како да едноставно само тоа знаеле да го прават. И сега нормално е народот кој веќе види дека има политичари и има луѓе кои што навистина макотрпно и честно сакаат да ја вратат Македонија на права трака. Нели цело време збореа за некои брзи траки, вакви траки, такви траки. Ама Македонија има само еден пат. Ако сакаме да бидеме држава, а тоа е патот кон вистинските вредности со многу работа, со многу труд, посветено, честно, со љубов кон државата. Само на таков начин можеме да направиме нешто добро. И драго ми е што го чувствувам тоа. Ги чувствувам одобрувањата на македонските граѓани, без разлика од која етничка припадност истина. Во изминатиот период на вистина луѓето како да се ослободија од онаа стега на непрофесионалност, на лага, на манипулација и на лукративно постапување, што во минатото беше нормалност. Сега се отворија, навистина има многу голем број на позитивни коментари во однос на сите оние действија кои што се спроведуваат од страна на Министерството за внатрешни работи. Народот гледа дека од петни жили се трудиме и покрај тоа што е многу тешко реално. Имаме многу кои што не мислат добро на Македонија, а се во институциите и во Министерството за внатрешни работи. Тоа се покаже и пред спроведувањето на некои од акциите вчера, дека има многу недобронамерници кои што се спремни за дали за лукративни причини, или за партиски интереси, или за така натаму, да ја продадат буквално секоја една акција која што ќе биде спроведена во Министерството. Но, пак ќе речем, тоа се луѓе кои што сигурно се малцинство,
не се мнозинство, нити во рамки на македонските граѓани, нити па во институциите. И ќе најдеме начин како да ги соодветно неутрализираме, за да виднина не ни се случуваат вакви работи во овој обем како што и беше, да речеме, во рамки на изминатиот период. Битно е дека навистина даваме се од себе си, пак ќе повторам, не е лесно, но задоволство е да работиш за својот народ во насока да ја исправиш држава. И ќе сториме се, и премиерот, и останатите министри во владата, ќе сториме се да направиме нешто добро за оваа држава. А народот го гледа тоа и драго ми е што еве да речеме и јас ја осеќам таа поддршка секојдневна која што граѓаните ја даваат. Токму следното прашање ми беше околу оној полицаецот поврзан со пуштањето на Артан Груби, нешто што и вие го спомнавте на пресконференцијата понеделникот. Што стана со тој полицаец, бидејќи главна тема сега во медиумите, особено опозицијските, го искористија тоа, што и разбирливо е да не се лутиме, но така е. Што стана со полицаецот кој што го пушти Артан Груби? Да, тука имаме дипломатски пасош, имаме почесен конзул, возило, сето тоа, но сепак дали има и вина? Нечум да повредам право на презумпција на невиност на било Така. па и на полициски службеник. Но знам дека е отворена истрага во рамки на Министерството за внатрешни работи. Ќе се постапува соодветно, согласно доказите кои што се обезбедени, по првичните информации кои што ги имам добиено, станува збор за кардинална грешка, која што јас еве вака најблаго што би можел да ја дефинирам е дека станува збор за непостапување согласно стандардни оперативни процедури. А последицата на неговата грешка е страшна. Така да ќе биде информирана јавноста за сето на кое што ќе го сториме во иднина во однос на овој случај. Се надевам дека со последиците на одговорот во однос на кабаетот на полицаецот и со казната која што ќе следи, ако се докаже нели во рамки на судната постапка дека треба да се казни, ќе биде памет за секој еден друг полицаец во иднина, дали ќе остане фрапиран од страна на одредени индивидуи на граница, тип на возила кои ги управува и така натаму, или ќе си работи по закон и ќе го даде долгот за оваа држава, зашто и пустото е платено од парите на граѓаните на крајот. Едноставно вакви кардинални грешки се недозволени. Ова пак ќе повторам дека се првични информации кои што сум ги добил од службите во рамки на министерството, да не излезе сега министерот осудува пред да се спроведе соодветна постапка. Пак ќе речам, станува збор за основи на сомнение дека е сторена груба повреда на стандардните оперативни процедури во рамки на Министерството за внатрешни работи. Најбрзо што можеме ќе го сработиме и ќе излеземе со информација во јавноста за тоа како одлучено во однос на предметниот полициски службеник. Дали тој, дали некој раководител над него исто сторил нешто кој или па не сторил нешто, а требало да стори и така натаму, ќе видиме, ќе си каже истрагата, но ги уверувам македонските граѓани дека за секој еден без оглед на позицијата која што има во рамки на Министерството за внатрешни работи, доколку стори нешто незаконито, ќе следуваат соодветни законски последици. Уште една работа која што може беше и пострашна од ова, имавте уште една црна овца или можеби повеќе црни овци беа во случајот со акцијата за Дуќанџик и за Грчец, имавте таму директна дојава и акцијата беше преместена наместо тогаш да се одви 2 дена пред планираното. Го санкциониравте ли тој, дали е само еден човек или повторно некои партиски инсталации? Значи, да. Има катастрофални информации, катастрофални кога говориме, реално е тоа. Да. Јас го кажав и на пресконференцијата, немам зашто да не го соопштам на јавноста, колку и да тоа е огромен минус на ова швајцарско сирење кое што го наследивме од аспект на структура и функционалност.
информации се пробиваат од страна на, јас би ги нарекол предавници на својот род. Кога зборам за род, зборам за она кое што би требало да значи македонската полиција за секој еден полицаец вработен во Министерството за внатрешни работи. Значи предавници. Не дай Боже, тука можел да загине некој. Предавници И тоа на своите полициските колеги, делови, да. предавници на својот род, предавници на сето она кое што треба да значи доблесно и честно работење за македонската држава и за Министерството за внатрешни работи. Сурови се овие действија кои што се превземени од страна на одредени полициски службеници, таква е информацијата која што е споделена до мен. И се надевам дека за многу брзо ќе успееме да ги неутрализираме и пратиме таму кај што им е местото овие предавници кои што под превезот на Министерството за внатрешни работи сакаат себе си да се представат како лојални граѓани на оваа држава, а тие се и поголеми криминалци од оние на улица. Имавте уште едно тролање денеска целодневно, според мене многу неосновано, но опозицијата си опозиција. Зборувам за Тренчевска. Ве обвини дека сте го прекршиле правото на презумција во однос на Ковачевски. Јас ви ја гледав пресконференцијата и многу добро се сеќам. Рековте поранешен премиер и прв, односно вице-премиер. Поранешен премиер е и Црвенковски, поранешен премиер е Груевски, поранешен премиер е и Заев, не е само Ковачевски, но извадено од контекст, но цел ден очекувате што кривична пријава да ви пуштат. Вие знам дека внимавате, мислам дека акциите и она што беше 6-месечниот грейс период беше токму за да се средат работите, да удрите како што треба, но еве и покрај тоа добивте обвинување, не сте ја почитувале презумцијата на невиност. Видете, господјата Пратеничка очигледно дека не е правник, или па ако случајно е правник, тогаш е многу лош правник. Затоа што ова се основни базични работи во рамките на правниот факултет, кои што се изучуваат од аспект на во кои случаи и како се крши принципот на презумпција на невиност или пак не се крши. Јас, како добро се сеќавам, вчера не спомнав ниту едно име. Ама баш ниту едно. Нити пак со она кое што го изнесов во јавноста може да се конкретизира врз основа на мојот исказ и на моето соопштение било кое физичко лице. Значи иницијали, ништо. Ако успе почитуваната Пратеничка да го направи тоа, навистина јас ќе земам и се искинам дипломата. Обично правен факултет, Јустинијан први и магистратурата и да. Пета година. Немам магистратура. Да, тоа уште. Немам магистратура. Единствени сте во државата и јас немам. Магистрант сум Се 2006, да, не ме држите за 2006-2007, положим да речеме 90% од испитите, ми остана уште многу малце тогаш, така ги престанав едноставно. Несуден магистрант. Да, но ќе завршиме за сега барем, како да кажеме, вака да речеме, со ова искуство кој што имам позади себе, се надевам дека ќе одвоам барем дел од слободното време за да можам да завршим со она кој што сум го почнал пред 20 години. Обично кога се гласни во СДСМ, барем по правило досега, најчесто се гласни за да превенираат нешто што се вика криминал. Да немате нешто во филка за Тренчевска. Видете, сега Па е гласна за да речеете зошто. За правната фела, господјата, навистина не би сакал да ја коментирам сега. Не е на соодветно ниво за да може она да говори од аспект на суштина на принципот на презумпција на невиност. Малтене, нека се врати малце назад во минатото до пред 5-6 месеци, па нека види какви соопштенија беа пуштани во јавноста и како беше комуницирана јавноста од страна на нејзините сопартници, па после тоа може да говориме на таа тема. Навистина не ми е ниво да разговарам. И пишеле нешто сега, не знам, ама жената е очигледно дека слабо го разглобила тоа. И вака, господја, на крајот денот не би сакал да навлегувам повеќе во детали во однос на незиното спознание од аспект на тоа дали јас сум прекршил одреден принцип или не сум прекршил при соопштување на одредени информации во јавноста, она кое што навистина се трудам секојдневно да го почитувам,
ако ништо друго, тоа е баш принципот на презумпција на невиност, почитување на една процесна правда на секој еден македонски граѓанин, но тоа не значи дека Министерството за внатрешни работи не треба да истражува. Тоа не значи дека Министерството за внатрешни работи не треба да собира докази за одредени така доста интересни постапки кои што вака стигаат секојдневно до нас. Свиркачи има колку сакате у последно време. Се опушти Се опушти народот, се ослободи, доставува информации, доставува и докази, доставува и се она кое што е од интерес за утврдување на вистината. И да, дали ќе следат? Да, ќе следат. Ќе следат многу постапки кои што се надевам дека ќе бидат спроведени на ваков начин, достоинствен, како што го покажавме до сега. Покажавме дека навистина не било нужно да се употребуваат специјалци, хермелини и не знам што друго. драма. Кога и драми да Сензации, правите, сензации, кога Отрича апсите со за вечер, криминал патеник, на белијаки. мајка. Така. А да, покажавме дека соодветно може да се организираме и да организираме сето тоа што е потребно кога апсиме Убици, потенцијални криминалци од кои што да се гонат за најтежок насилен криминал кој што нели влегува убиства, разбојништва и така натаму. Тука покажавме дека навистина можеме да имаме соодветен одговор, но пак тоа е почитувајќи ги правата на граѓаните кои што им следуваат согласно закон. Господјата и тие низините кои што претходно ги менаџираа овие институции можат само да учат од тоа како може да се работи посветено и темелно, при тоа да не се прави циркус, да не се злоупотребуваат права, а на крајот да се дојде до резултат. Не говорам за овие постапки од сега што ги спроведовме, за тие ќе го видиме резултатот на крајот. Се надевам дека како што се охрабри јавното обвинителство да превземе действие, така ќе се охрабри и судот да постапува во рамки на законските утврдени правила на игра, гарантирајќи ја процесната правда, гарантирајќи ги правата на сите граѓани во рамки на овие постапки, но при тоа борејќи се за вистината и правдата. Се надевам дека судот со идните постапувања ќе ја врати довербата кај граѓаните. И ќе суди воз основа на факти, воз основа на докази, праведно и правично. Ова вака звучи многу едноставно, да, многу е комплицирано, но доколку сакаме да имаме држава, која што ќе се темели на европски вредности кои што овие претходно само не ги продаваа, а при тоа ништо не покажаа од тие, навистина мораме таков пристап да имаме. Гледаме дека имаме поддршка од сите оние кои што мислат добро на нашата земја. Гледаме каква поддршка ни даваат и нашите стратешки партнери, и нашите меѓународни пријатели од Европската унија. Гледаме дека едноставно сите име прекуклава од она кое што траеше многу години во континуитет на нас. Овој момент мораме да го искористиме за да направиме еден суштински чекор напред. Чекор напред кој што никогаш повеќе нема да дозволи Македонија да биде на дереџе на нескршена кичма, туку скршени сите коски што ги има во тело. Му пречи некому овој позитивен момент кој што е факт и се гледа буквално кажано од авион. Имавте еден наплив имате на лажни вести. Ги нема оние факт чекерите да се јават, но еве лажна вест која што ораше деновиве е дека имаше и се сеќавам на еден наслов јавното обвинителство го отфикари министерот Тошковски за Ковачевски. Приказката беше многу едноставна, мораше да се правда јавното обвинителство дека не во теке истрагата за тие дејствија, но цел ден одеа со тие наслови. Не се тоа, но еве министре, ова што се случувало со она бела ноца барон приказката, како да ја наречем, јас се шегувам, коза дуќанчик или грчец ностра, како да речете, но ова е страшно, не е шега. Зборуваме за како беше 7 убиства детектирани, толку и толку палежи, сето она што се случуваше лошо во Македонија минативе години, па да не речам да ги собереме фактите, 80% ќе испадне дека
баром групата го правила заедно со оваа другата. Значи, една работа ме интересира, со тоа и почнавме. Спасовски не знаеше како тоа целата јавност знаеше каде да си ја побара колата или моторот која ќе ми ја украде, оде каде? Во она на буквата Г, да не преодицирам сега, но така беше. Како Спасовски беше единствениот кој што не знаеше што се случувало во државата. Ова е страшно, ова е вистинска мафија. Ѓоамит и Сицилија сме биле тогаш. Па, малтене, За жал да? за жал да. Така. Видете, вајде ние не сме, не знам, Ајнштейни Ајнштейни, дојдоше, вие знаете сега некој ништо. за 4-5 месеци Да. разрешиме тежок криминал, најмалку 7 убиства, кои што овие не успеале да ги разрешат од 2014, Так. 2020, 2021, 2023. А рибата смрди од главата, джаве на заев. И да, Пашка. едно имаме и од сега за сега, едно имаме и од 2024 година. Так. Така е. Значи едно во споредба со 6. И тоа, пазите, дел од овие убиства се со огромни трауми за јавност. Тоа се случаи од огромен јавен интерес. И познати за сите граѓани. Познати за сите граѓани. Не може они да ги сработат. Не сакаа да ги сработат, да не е точното прашање. Јавна тајна е дека без поврзаност со највисокиот дел од власта, дека не може да правите вакви работи, да не се лажеме сега, нели? Многу е битно Така. ние да направиме пресек и да покажеме на криминалците како на оние кои што се занимаваа со висока корупција, искористувајќи ја положбата која што народот им ја дал, така, високи државни функционери, така и овие кои што се занимаваат со сторување на најтешки кривични дела во делот на насилен криминал, организирани криминални групи, банди, зосторнички здруженија и така натаму, дека повеќе нема простор за вакво однесување во Македонија. Дека времето на злоупотреби, времето на овозможување нивно на харање во рамки на Македонија заврши. Гледам имаше некој клип извадено од не знам од која куќа беше, мислам дека беше TV21, кај што велам во емоција умре времето на како да се. Така е, не знам зошто не им е јасно, но истина е, јас се прашам, не знам зошто не им е јасно како на овие претходни високо позиционирани во рамки на власта, дека умре тоа време на договарање, предоговарање и лукративно однесување, така и на овие другиве кои што си харале по скопските улици и сите улици низ Македонија и при тоа ги рекетирале, ги малтретирале, ги ограбувале, ги лишувале од живот своите сограѓани. Своите сограѓани. Значи, во текот на вчерашниот ден, во огромен број на куќи на кои што пристапи полицијата, како да ви кажат, луѓе околу комшиите кои што се дел од овие, се чувствуваа како да дошол Дедо Мраз. Се ослободуваат луѓето. Се ослободуваат луѓето и огромна благодарност до сите граѓани кои што навистина многу ми е криво што биле малтретирани не само последниве неколку месеци, многу долг временски период на нас, а при тоа не можеле да најдат соодветен одговор во рамки на институции. Тие трпеле, пателе, ги мачеле на еден или на друг начин. А нема некај да се обратат. Односно, таму кај што требало да се обратат, во рамки на Министерството, и таму каде што требало да очекуваат дека Министерството ќе одговори соодветно, тоа изгледувало како да им е душман на нив, а не институција која што треба да се грижи за нивната безбедност. Тоа време, целиот овој комплет на незаконитост, така да го кажам, организирани од страна на криминални групи во и надвор од институциите, заврши. Ископаа ли тие багерчињата нешто интересно? Во тие дворовите гледавме многу интересна слика, тоа беше помош нели на Арама, ви дојде со нивната механизација. Дали само азно бункери или не дај Боже скриле можеби и некоја тело или не се толку ајвани или пак можеби и толку се ајвани да се ги закопаат до сопствениот двор? Во интерес на истрагата не би можел да откриам детали во однос на тоа
Кои се индициите дека постојат одредени незаконити предмети или што и да е во рамки на истрагата, не би сакал да навлегувам во детали, но да, благодарност до сите институции кои што помогнаа за да можеме да ги спроведеме сите овие постапки на ниво на кое што ги спроведовме и се уште се спроведуваат. И тука имавте две расипани јаблка инспектори бивши кои што беа фатени уште претходно дека имале конексии со Така, ова. за тие веќе Тие веќе се процесуирани или се работи се уште на? тие за истите е отворена соодветна истражна постапка, е изречена мерка притвор од страна на судија на претходна постапка по друг предмет и очигледно претпоставуваме дека не се тие сега кои што ја пробиле акцијата, очигледно има и други предавници во рамки на министерството кои што врз основа на други мотиви, а не она кое што треба да име, функционираат во животот, но нека не се секира македонскиот народ и македонскиот граѓани, ќе бидеме посветени во наредниот период како на криминалците надвор од редовите на институциите, особено па и на криминалците во институциите, затоа што пак ќе повторам, тие се дупло повеќе кабаат отколку овие други ако мене ме прашат. Затоа што со лага, манипулација и превара, злоупотребувајќи ја довербата на народот и на институциите, печелат и при тоа овозможуваат да се случат одредени работи кои што не се во интерес на македонија. Има Да одговориме спрема нив соодветно. мито и корупција во политиката, мито корупција во судството, она што е откриено досега и случаите за што се водат, мафија, вистинска една коза ностра, грчес ностра, како и да е, за да биде сликата поцелосна на она што се случувало, откривте и, односно уништивте една терористичка келја. Ова е можеби најалармантното од сено која што екзистирала во рамки на Македонија. Колку сериозна закана била за Македонија оваа терористичка келја, бидејќи некои почна нели да се шегуваат, терористи како да не, колку била реалната закана од овие терористи, дали се навистина терористи или оние wannabe сакаат да бидат терористи. Јас би сакал да сме на ниво да се шегуваме Да. на вакви теми. Би сакал да ова не е тема која што би разговараме никогаш. Но факт е дека сериозната посветеност на нашите стратешки партнери во рамки на овој случај и нивните служби, сериозната посветеност на Агенцијата за национална безбедност и на одделот за организиран криминал во рамки на Министерството за внатрешни работи беше нужна и доведе до соодветен резултат да неутрализираме ваков тип на терористички кели. И се надевам дека нема да разговараме понатаму за ваков тип на кривични дела, но мора да бидеме спремни да одговориме соодветно, особено на ваков тип на кривични дела. Јас не би се смејал на нашиот стратешки партнер и на неговите служби. Не би се дрзнал да се смеја. Имате Тие што се смеат, така секој има релативизација. Јас не За се да ја намалат приказката, но еве може да ни откриете, беше кажано дека планирале напади терористички врз јавни објекти, претпоставувам тоа се институции, не дај Боже, влада, собрание, но и други цивилни, може да кажеме нешто или повторно по интерес на истрагата не смеете да. Ценам дека не треба да споделуваме таков тип на информации со јавноста. Од една страна непотребно ќе не би сакал под ниеден основ да доведеме истрага, а сега да биде компрометирана, така да ќе дојде ден кога ќе разговараме и во однос на тие детали. Криминалот во РЕК не започна целата приказка, минатата недела, понеделникот стартуваше со тоа, претходно беше ставен Груби на црната листа, потоа следуваше сето ова, што имаме ли информации нови за таму дали Ковачевски ќе го видиме вториот Ковачевски, третиот е уапсен, еден Васко, нели, двајца Васковци беа устари и двајца Ковачевци, едниот Васко и уапсен, другиот Васко Ковачевски беше претпоставуван во Виена, но вие рековте дека државјанство македонско се уште има, дали има нешто ново таму? Жал ми е затоа што
во тој предмет јавното обвинителство не побара изрекување на најстрога мерка согласно одредбите од Законот за кривична постапка спрема предметното лице кое што го посочите. Да ја изрече, да ја побараше, судот можеби ќе ја изречеше, но тоа е негова надлежност. Тоа е надлежност на јавното обвинителство, но добро е да знае македонската јавност дека јавниот обвинител кој што постапал во конкретниот предмет не побарал изрекување на најстрога мерка, а имал право тоа да го стори. Имал право тоа да го стори. Но пак ќе речем тоа е негова надлежност. Но да го сторил, ќе можеше да се распише меѓународна патерница и ќе можеше да ги активираме сите наши потенцијални, нели, алатки кои што ги имаме за да предметното лице биде идентификувано и биде испорачено во Македонија. Со Австрија имаме екстрадиција, да говориме така. Па не би преюдицирал каде е предметното лице. Доколку е. Нека биде спокојна македонската јавност. Има многу адути Министерството за внатрешни работи во рамки на оние информации кои ги имаме, во рамки на оние постапки по кои што постапуваме. Точно е дека предметното лице кое што го посочивте, за боља на вистината, е вклучено од страна на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција неколку дена, е така да кажем, пред да биде процесуиран предметот, тоа е точно. Претходно, согласно моите информации, не беше дел од осомничените во рамки на тој предмет. Но исто така е точно дека јавниот обвинител за предметното лице не побара определување на најстрога мерка согласно одредбите од ЗКП. Но оставаме и понатаму да секој работи во рамки на својата надлежност. Се надевам дека сите ќе бидеме фокусирани инклузивно во рамки на докажување на вистината и борба за правда. Така да не чекам многу работа во иднина. Овој случај би сакал да напоменам за кој што почнавме постапката, беше поврзан со Рек Битола, е еден од многуте кои што ги истражуваме. Факт, да, јас не памтам до сега 6,5 милиони евра потенцијална штета првично утврдена, да е ефектуирана во рамки на претходна постапка. Може би имало предмет со толкова штета, но јас не се сеќавам. И многу е битно таму да се напомене, да знае македонската јавност дека навистина овие биле многу дрски во крадењето на својата држава. Значи, постојат индиции кои што се преточени во рамки на основано сомнение врз основа на доказите кои што ги собравме, кои што велат дека ај што, нели, фиктивни фирми даваат понуди колку за да се оправда постапување во рамки на конкретна постапка, ај што тие понуди се 3 пати повисоки од реалната вредност, ај што, да речеме, наместо да се платат 2 милиони евра, се платиле 6,5 милиони евра. Поуши од узгоре, 90% од тоа што се набавило не се ни употребило. Во основи ништо не е употребено од тоа што е набавено. А во Рек Битола, тоа па што е употребено, првичните информации кои што ги имаме, се во насока на тоа дека дополнително само ги закочило блоковите, па предизвикало и дополнителна штета. Замислете До пуша, вели народот. Така. И сега како последица на неработењето на блокови, се е плаќани и поскапа струја. Сега, замислете се колку треба да си бескрупулозен, дрзок, безсрамно да си ја крадеш државата на ваков начин.
се поврзуваше целата приказка во рекот, постојано и во опозиција вие имавте пресконференции во партијата, постојано за една фамилија, семејство едно од југот на државата, поврзано со еден поранешен премиер, за него да не зборувавте на претходната пресконференција во понеделникот, се шегувам, но имаше една запленена марихуана невидена досега 4 тона во Струмичко-Валандовскиот регион. Оди ли приказката кон оној за кој што неколку години во опозиција се зборуваше дека е капо ди тути капи, зборуваме за оној со иницијалите ЗЗ, поранешен премиер, ај сега да не. Видете, јас не знам, паќа речам, може би имало за 4 тона дека биле откриени, ама па ја не се сеќавам. Овде морам да потенцирам дека станува збор за марихуана која што е произведена во рамки на една од оние фирми кои што Така чиј проект беше демек легално да. работеле, барем така Така. такви се основаните сомненија за оваа марихуана која што ја имаме одземено и сите докази се во насока на тоа дека овде се правило се, само не законско производство на масло, нели, кое што би требало од канабис, кое што би требало да биде користено во рамки на здравствени цели. Се правило се, само тоа не. Единствено што би сакал да потенцирам за овој тип на случаи е дека виднина ќе ги има повеќе. Заради тоа што цениме дека најдрагоценното нешто кое што би требало да го имаме сите е здрави деца. Здрави млади луѓе на кои што ќе треба да оставиме оваа Македонија. Не смееме да дозволиме овие криминалци кои што под превезот на производство на улје или, како да кажам, производство на нешто што би помогнало во рамки на лекувањето, нели, на одредени болести, да продаваат дрога на нашите деца. И тука треба да навистина нема компромис во делот на постапувањето, во делот на спроведувањето на истрагите и гледаме дека има резултати. Гледаме дека навистина се разликува постапувањето на Министерството за внатрешни работи од претходно. Ќе има многу работа, реално ќе има многу работа и ќе треба навистина да се откажеме од слободното време и од уживањето со нашите најблиски и да се посветиме максимално на тоа што, како да кажем, ќе даде резултат виднина да сме комодни, а тоа е да ги протераме овие криминалци од држава, заради тоа што криминалот во Македонија има завземено такви размери што навистина мислам дека Сицилија на времето во вода да ни носи. Дали може вода да ни носи. Се е само не е нормално. За крај нешто што морам да го прашам, бидејќи дефинитивно апсолутно најмногу ги интересира граѓаните, зборуваме за сообраќајниот хаос, за она дивење по улиците, зборуваме за Safe City, кога аман, што би рекле, ќе се активира, дали на почетокот на оваа година, што следува 25-та, како што најавив тебе, за крај набрзо, како ќе функционира, што да очекуваат, како ќе ги сликаат цели со се таблички, со се лик, еве набрзо, бидејќи времето е тоа. Една ексклузивна вест ќе објавам кај вас. Од 1.1.2025 година започнуваме со имплементација на она кое што е во делот на регулатива и е поврзано со правилниците во рамки на Министерството, така да од 1.1.2025 година секој кој што ќе има потреба да го регистрира своето возило, ќе мора достави во рамки на системот телефонски број, имейл адреса и при тоа да даде изјава под морална, материјална и кривична одговорност дека телефонскиот број и имейл адресата се тие кои што се врзани со лицето кој што е собственик на возилото. Едноставно да потврди дека тие се точни. Врз основа на собирањето на овие податоци,
со циклус од година дена ќе ги затвориме сите собственици на возила. Нели? Секој кој што сака да е одговорен во оваа држава ќе треба да си го регистрира возилото. Возила да се регистрираат на година дена, ќе го затвориме циклусот за година дена. Така да конечно отпочнуваме и со легислатива во однос на овој проект. Мислам дека законот, измените на законот за безбедност во патниот сообраќај ќе треба да отпочнат со процесот на изменување пред нова година. Не ме држат или пред нова година или до кај 15 јануар, баш денес ќе имаме состанок за тоа, се не знам како заклучено кој закон повеќе да пуштаме. Така да од кога ќе се создаде соодветна легислативна припрема за да може да го имплементираме софтверот, ќе можеме да кажеме дека стартно барем, еве, она што овие ништо не работеа претходно, па не сменија ни закон, не сменија ни правилници, ни подзаконски акти, нити па знаење како ќе го имплементираат реално. Нити па имаа идеја како ќе го затворат целокупниот процес. Од аспект на наплата, од аспект на судски постапки и така натаму, едноставно луѓето не се замарале со она што е од интерес за граѓаните. Сега, за да го направиш како што треба овој проект, навистина треба многу време и многу посветеност. Буквално секој ден работам за јас и тимот мој, луѓето кои што се околу мене, имаме ангажирани професори во овој дел, врвни експерти од фелата за да може да направиме нешто саглам решение. Секојдневно се инсталираат камери, се местат оптички кабли, се поставуваат оние столбови врз основа на проектот кој што го наследив од страна на претходниот министер. Така да интересно ќе биде во делот на справување со сите овие предизвици. Пак ќе речам, јас ако ме прашате би сакал колку што може порано да го пуштиме во употреба системот, но пак ќе речам не верувам дека ќе стигнеме пред оваа година. Се надевам дека ќе го пуштиме и дека ќе оставиме во функција. Така да јас секогаш сум велел дека најсреќен ќе бидам да овој систем профункционира во јануар, но очигледно дека тешко оди и се надевам дека ќе оставиме во функција барем до декември, така да речеме. Мислам дека ќе го имаме во функција во текот на 2025. Тоа е многу битен проект. Еве, од една причина само да кажам зашто е многу битен. Нажалост, во Македонија имаме негде отприлike околу 140, од 130 до 140 жртви годишно како последица на сообраќајни незгоди. Кога бев во Обединети Арапски Емирати, ми посочија дека пред 4-5 години истата бројка имали, односно бројката на починати била негде околу 250 и дека со употреба на овој систем на SafeCity како систем и со употреба на други процеси во рамки на подобрувањето на сообраќајната култура и безбедноста на нивните граѓани. И покрај тоа што се 13 милиони жители кои што живеат, да речем, во Обединетите Арапски Емирати, бројот на смртни случаи во 2023 година е паднат на 140. Колку Македонија? Само што се 7-10 пати поголеми. Па не сме ни 1.800.000, милиони 500 и 300 негде така. Така да, навистина, ова мора да е приоритетен проект. Секојдневно работиме на истиот. Многу е битно да знаат граѓаните дека досега функционирал Скопје, Куманово и Тетово исклучиво само во делот на она втората, како да кажам, па може би и првата, јас не би ги двоел прва, втора, исклучиво само во делот на криминалистичката работа на полициските службеници, Министерството за внатрешни работи и Бюрото за јавна безбедност. Во делот на сообраќајните прекршоци не функционирал никогаш. Сега, нашата цел е да го ставиме во функција не само во Скопје, Тетово и Куманово, во цела Македонија. И тоа ќе го направиме. Ќе овозможиме да се имплементира во Македонија
систем кој што не само што ќе ја гарантира и ќе ја зголеми нивото на безбедност и капацитативност на Министерството за внатрешни работи во делот на оние оперативни акции кои што секојдневно нели ги превземаме, туку и значително ќе ја подобри сообраќајната култура од една страна. Кога народот се знае дека за секој еден сторен прекршок нема војче, бате, тате, не знам, началникот, командирот, министерот, пријателот, комшијата и така натаму, да има можност да ја скине казната. Зошто? Заради тоа што системот нема ни војко, ни татко, ни батко, ни ништо. Едноставно, тоа е што е. Ќе се продуцира казна, таа казна ќе се биде спроведена, ќе треба да се плати, ќе биде изречена судната забрана и сето тоа ќе биде евидентирано и регистрирано. Македонските граѓани барем они што се казнати многу добро знаат дека сега за сега не функционира како што треба, нити регистар, нити казнена евиденција, нити има комуникација соодветна меѓу судот и министерството, нити па да речеме дека сме ажурни во рамки на она кое што треба да сме. Така да има многу работи и во овој дел, посветени сме, макотребно работиме, но мора време. Мора да помине време, навистина мора да помине време за да ги видиме резултатите и фидбекот од нашата работа во реални услови, но ќе биде забрзо. Тоа година, дена, например, да речеме, не е така долг период за вакви стратешки и суштински проекти. Ќе го види ќарот македонскиот народ од сето на кое што ќе биде резултат од макотрпната и посветената работа и на владата, и на министерството, и на сите оние луѓе кои што работат во институциите, а при тоа си ја сакаат Македонија. Ви благодарам што бевте дел од првиот надкаст на Курир. Ви благодарам, ми беше чест да поразговараме на теми кои што се од интерес за македонската јавност. И мене ми беше чест, искрено. Благодарам и вам што бевте со нас. Ова беше првиот подкаст Надкаст, мала игра на зборови секако. На Курир ќе се гледаме секоја недела, да сте ни живи и здрави.